Jedan planinarski pozdrav za televizija Kočani. Hej, jaba, daba. Бевме роби еднаш, бевме црно роби. Тирани по земја ни газеа смело. Од маката своја создававме гроби. Во родната земја, под родниот камп. Кој ќе се јунак појави, чумата да ја пропади, од жална Македонија? Крушево, 1877 година. Муграј, нов ден се раѓа, а со него син македонски, херој, смел и горд, со немирна крв во жилите своји. Во семејството Кареви на свет доаѓа четвртото дете по ред и го добива името Никол. Пошто во раната младост ги почувствува понижувањето, соочен со суровата стварност, реши да ги прекине страдањата. Храбро во борба, јунакот за пушка се фати и за татковината завет даде дека со живот ќе плати. Ајде, браќа, заеднички и здружно, ги скршиме робските врањи и сите да тргнеме в бој за слободна Македонија. Силно бијат камбаните, бој луд се бие. Над запалените села, крвавото сонце во темен облак се крие. Начело со Никола Карев, 8 на Крушевската република. Не траеше долго, повторно започна крвава борба. Покосени од куршумите, кокласи паѓаа во станиците. Нерамна беше борбата, нерамна и крвава за востаниците, за македонските борци. Во крв и оган падна републиката, земјата пепел се стори. Згасна и јадничи очи, жедни за бел ден, за виделина, за сончеви зраци. Карев го набожи Круштеви, но не побеги. Тој замина да закрепне, да собере нови сили, за пак да се врати и да ја продолжи борбата. Но дојде денот суден, 27 април 905, село Рајчани Кочевско, го погоди куршум, убиствени клечки. Зарика гори и заплака небо, си стори облак над полиња родни, а народот, ко солза да немаше за синот наш најголем, занеме од тага и бол. Денес јас стојам пред бистата твоја, те гледам, камен, а исправен, горд. Си велам жив си и секогаш ќе бидеш за народот свој. Слава, некој ден срешија со пушки против децата. Некој ден срешија домот да ни биде пуста пустина. Никола, председателу наш, ние денес миролюбиво стоиме пред душманите. Ние денес крв наша не пролеваме. Ние денес Македонија со љубов ќе браниме. Доставеа крв и коски по ритиштата. Доставеа сираци по патиштата. Нема веќе колење и грабење. Нема веќе палење и крадење. Денес е доста за окрвавената земја македонска. Стани, Карев, станете војводи Крушевски. Собери ги на гумење сите македонци. Обедини го народот на Македонија. Избркај клет странец, избркај душман американец. Вечна им слава, војводо. Вечна биди Македонија.
Вечни чеда, мои македонски, овде и сегде ни светот. Ура за автономна Македонија. Петли непропеани, уште рано взори. Даскалот Карев тргна за Македонија да се бори. Карев, јунак за примек, се бори со душманот здраво, но еден куршу маскерски се упати кон него право. Крв се пролеа, ливади пресушија, свеќиња овена е, Каревите сили душа испуштија. Животот македонски стресен, го наруши Куршум бесен. Карев на колена срезе, Турчин од Македонија излезе. Од тогаш славе, слободно пее, и секој човек со Карев се гордее. Илинденски спомен. Илинденска мајко Македонијо, неунишлив е твојот род, неизбришливо е твоето име, со златна срма на бајракот од војводите навезано, со врели солзи прочистено и со крв од своите чеда исплатено. Македонијо вечна и во тешки времиња си останала наша татковина. Твоите синови, срдисани од сите страни по планини и долини, заклетва давале. И нашиот Карев како војвода ја предводел својата чета, го гонел душманот за татковината света. Навек ќе шепоти за него коријата, и секоја бука, и секој дап, чува гордо и линденски спомен скап. И секое камче, новат лош што спие, по една вистина за крвавата историја крие. Не му треба на Карев пари, ни туги на клета. Во Македонија си живееше нашата татковина света. И животот го даде, бранејќи ја секоја беда. Сега со гордост го спомнуваат македонските чеда. Затоа денес секој душман треба да знае. Има еден народ, една љубов, една песна, едно оро, една земја, што под ова небо со посебен сјај блика. Македонија е, а јазикот наш македонски се вика.
Овој убав ден, светен ден цветници, сме домаќини на нашите побратими, на нашите браќа од братско Крушево и ние заедно со општината Чешиново Блешево му одаваме почит на нашиот великан, на нашиот Никола Карев, првиот претседател на Крушевската република. Со ова сакаме да ја изразиме нашата благодарност на генерациите кои што ги следиме неговите идеи, ги следиме неговите заложби и ги следиме сето она што македонскиот народ го се бореше за својата слобода. Одовде порачуваме дека и понатаму ќе продолжиме и ние и нашите следбеници да го следат тоа и да го почитуваат неговото дело и да се борат и за понатаму во овие бурни времиња за подобра Македонија, за подобри услови за живење на нашите идни генерации. Тука сме делегација на општина Крушево, на локалната самоуправа, на представници на семејството на Никола Карев, да оддадеме почит и да се поклониме пред споменикот на еден од великаните на македонската револуционерна борба, Никола Карев, председател на Крушевската република и првата република на Балканот. Истовремено да упатиме на порака до целиот македонски народ во овие кризни моменти, одлучувачки моменти за Република Македонија, порака за сплотеност и единство, да ги почитуваме традициите, борбата на претходните генерации кои доведоа до ова што го имаме денес и да ги оставиме истите пораки до следните генерации. Заедно со општина Кочани и со представници од општина Крушево сме на место каде загинал Никола Карев. Оваа година е 111 години од навршување од смртта на Никола Карев. Општина Чешиново Блешево, заедно со општина Кочани, со општина Пробиштип и општина Крушево, веќе традиционално го правиме ова со години наназад. Мислам ќе продолжиме понатаму, како што кажа колегата, ова ќе стане на традиција и за понатаму и за други генерации, со тоа што ќе кажеме дека една порака до сите дека оваа криза треба да помине и понатаму треба да биде сплотени за да чуваме нашата Македонија. Ние, Македонското патриотско здружение Тодор Александров, оддаваме достојна почит кон ликот и делото на првиот претседател на Крушевската република Никола Карев. Во целост нашата задача и цел и мисија на здружението да оддаваме достојна почит кон сите ликови во историјата кои дале придонес за денес тоа што ние уживаме во нашата слобода, гордо и достоинствено со сите наши права што ги ужива еден слободен граѓанин, еден слободен човек. Вечна му слава на Никола Карев и да ни е здрава и жива, да ни е вечна Македонија. Од другата страна јано јасна месечина, сирома си бевме. Оливера Карева Скола, правнука на Никола Карев. Тука сме да обележиме 111 години од смртта на Никола Карев. Дојдени сме од Крушево, со градоначалникот, со група на ученици од Никола Карев училиштето од Крушево, фамилијата од Крушево, од Каревци. Од Крушево, внук на Никола Карев, од помалиот брат на Никола, од Ѓорги Карев. Се наоѓаме пред местото каде што е убиен нашиот прв претседател Никола Карев, да му дадеме почит на нашиот прв претседател. Заедно со нашите ученици положивме цвеќе и има некој редстал. Гордо сме овде што присуствувам на овој свечен ден по повод одбележувањето на нашиот патронат 59 години, кој што ќе се одржува во 3 дена. Јас сум Сирак Остаен од 7 години. Ме догледа дури напред 15 години неговиот најстар брат Петруш Карев. Со него спија 15 години. Се додека на големив и после тој тогаш умрел. И ја познаваше читава историја. И мене ме интересираше, ова ми е втор пат тука доаѓање, на кој начин некои професориве, да прашам, на кој начин е загинат,
тука Никола Карев, пошто тој кажуваше дека тука загина со 8 души, сам се самоубија Никола Карев. А идеше од Бугарија со 25 души во Македонија, сите во офицерски алишта облечени. Испија во ова селото горе Рајчани. Вечерта. Другиот ден има еден ставено како стражар на едно дрво да ги пазет. И кога недела било, почнал да пука некој и тој мислел дека е некој турски аскер, а устари то било свадба. Му кажува во селово на кумитиве дека турски аскер. Како така? И овие стануваат да не го запала селото, бегаат од селото надвор, се бијат овдека 24 сати, ден и ноќ. Така Никола Карев загинува од овдека во кај што е сега спомеников остај. 53 година се донесоа коските во Крушево. Јас бев малечок, негде 7-8 години. И тој најстариот брат викаше: овие не се коските на брат ми. Брат ми беше убав, мало главче имаше, поново назад се вратија коските овдека во Кочани. Се појавува некој си Чичко Тозо од село во Рајчани. И јас знам кај е Никола Карев закопан. Поново ги носа со музика, со све во Крушево. Левата рака на Никола Карев, пошто бил како ученик чирак на Васил Главинов во Бугарија, работел како столар. Од бичењето на штици рачно, фатила левата рака зорлама. Затоа во онаа слика сликан како војвода Кумита е вака сликан, зашто не може да испре левата рака. А она другата е учител сликан налево. Така е Никола Карев загина овдека. Сега сме зенгини, само кој фајде јавно, што сме зенгини. Кога од срцето јано ти порода немаш, дали